Здраво на јас сум Мартина, работам со Сандра. Знае дека ќе и требат неколку од моите минути. Таман се најави Вики, работам како продуцент. Тука неколку раз да не врдам многу, окей. Различни кои што требале да ми бидат ментори. Некои го правеле тоа подобро од другите. Па инспирирано од нив. Окей. Да го извадам овој? Окей, добро. Инспирирана од нив, се одлучив да позборувам малку на темата како да бидете добар ментор и како да го споделувате подобро знаењето кое што го имате стекнато со текот на годините. Ајде да се преброиме на колку од вас ви му затребало помош кога сте почнувале нешто ново или сте биле на почетокот на кариерата. На сите. Така и претпостави зашто и мене ми требало помош, не само на почеток на кариера, туку кога почнувам некој нов проект или во некоја нова област, не само помош, туку и насоки како подобро да работам и на што да се фокусирам за да можам да напредувам. Ќе ви споделам неколку практични совети кои што мене ми помогнале и сум ги увидела во текот на годините. Да започнеме од најочигледното, тоа е дека треба да посветите време на нив. Саботажа. Мора да посветите време на нив, без разлика колку сте зафатени, 10 до 15 минути од вашиот ден многу значи за некој кој што е, така кажано, заглавен во работата и не знае како да продолжи или не знае од каде да почне. Со тоа што ќе го поминете тоа време со нив, не го губите времето, не е залудно потрошено. Тоа значи дека го инвестирате во некој, го инвестирате во нивниот развој. На крајот на денот го инвестирате и во себе и во својот тим, зашто колку побрзо некој напредува, толку побрзо ќе може и да ви помага во вашата работа и да биде попродуктивен. Следното нешто што треба да направите е да ги објаснувате работите кои што за вас изгледаат тривијално и очигледно. Сетете се дека некогаш и за вас сите поими кои што сега ги користите секојдневно или сите концепти кои што не размислувате два пати кога ги кажувате, некогаш ви биле нови и требало некој да ви ги објасни за да ги разберете како што треба. Па не бидете кога разговарате на некоја тема, не одете со претпоставката дека она базично или основно знаење кое го имате вие, туку пробувајте да ги објасните нови теми, нови поими со кои што ќе се среќавате и бидете спремни секогаш да одговарате на било какви мали прашања. Нешто што мене многу ми помогнало е работење. Или, како што имам тука запишано, викнете ги да ве гледат како работите. Покажете им го вашето workflow. Кога имате малку повеќе време или почнувате да работите на некој нов проект или нов таск, закажете некоја сесија каде што вие ќе работите, а тие ќе ве гледаат. Тоа е доволно за вие да објасните како работите и зошто ги правите некои работи. Ќе ги објасните некои нови концепти на кои што ќе наидете, нови поеми и секако ќе има многу прашања, бидете спремни да одговарате на сите тие. Овие вакви сесии може да прераснат и во сесии каде што заедно ќе работите на некој проблем и заедно ќе си помагате. Некако природно од овие сесии преминуваме на следниот совет кој го имам, а тоа е да создадете простор каде што ќе се осеќаат слободно да ги кажат своите идеи. Тие такви некои сесии каде заедно работите на нешто и сте фокусирани заеднички за решавање на некој проблем, помагаат за да изградите таа меѓусебна врска каде што ќе се генерираат нови идеи и ќе бидете слободни за
да ги споделувате сите тие дополнителни идеи кои што ќе произлезат. За да создадете ваков простор или удобност за да разговарате меѓусебно, доволно е да имате едноставен разговор на кафе пауза или заеднички доручек кога ќе одлучите да одите во канцеларија некој ден. Тоа ќе научите како да комуницирате меѓусебно и на теми кои што се малку полесни за разговарање настрана од работата. На тој начин ќе научите како да комуницирате меѓусебно и како да ги споделувате своите идеи. Добри идеи може да дојдат од секаде, па никогаш не ги одбивајте дури најмалите идеи кои што може некој да ги каже, кои што за вас се очигледни, меѓутоа некој се осетил екстра добро дека му текнало нешто ново. Кога ќе дојде период каде што ќе може да сработат некој таск или да почнат некој проект да работат сами, имајте доверба дека можат да го направат тоа и сами. Тоа значи, кога задавате таскови, не ги задавајте со резерва и секогаш охрабрувајте ги дека дури да налетаат на некој проблем, дури да имаат да заглават некаде, да не знаат како да продолжат, дека секогаш ќе може да дојдат кај вас за насоки, за да прашаат, за помош и слично. И сигурно ќе дојде момент каде што ќе погрешат нешто. Немојте тогаш да ги решавате нивните проблеми вие сами, туку седнете заедно и заедно најдете го проблемот и заедно решете го проблемот. Така ќе кажете што било добро сработено, а што не, ќе го најдете проблемот и заедно ќе го решите. Па во иднина, кога ќе налетате на сличен таков проблем, ќе имате уште еден екстра човек кој што ќе може да го реши, нема целата работа да падне во ваши раце. Следно нешто што сакам да кажам е за давањето насоки и не само на давање насоки кога се работи за некој таск, туку и за целосната кариера или тој career path на кој што сте започнале. На интернет има премногу различни информации, различни мислења на различни теми и кога некој е нов во областа, тоа може да изгледа престрашно и премногу комплицирано. Па ако вие помогнете тоа да го упростите и да за почеток да ги кажете основните работи кои што некој треба да ги има за да напредува, многу помагате со тоа и не го правете тоа само на почеток, правете го периодично. Со тоа ќе видите докаде се стигнале, што треба да се подобри, што било супер направено до тогаш и на што треба да се фокусирате за да може да напредувате понатаму. Ова е нешто што е многу важно, ама пофалете ги најмалите победи и прославете ги, зашто некоја мала работа за вас, за некој може да значи премногу неколку потрошени сати, премногу вложен труд и гордост дека сработиле нешто ново што било сосема нов свет за нив. Па секогаш пофалете ги тие такви мали победи и секогаш е добро да слушнете дека сте сработиле некоја работа добро. Тоа ја гради само довербата кај луѓето и кога имате таков self-confident дизајнер, ќе имате и добра работа и добро завршени таскови. Сандра зборуваше за фидбек и можам да ви кажам дека сите работи кои што ги спомна таа се валидни од другата страна, дека секогаш кога сте искрени и љубезно го давате фидбекот, значи многу, заради тоа што не се фокусирате на лошите работи, туку се фокусирате на работи кои што може да се подобрат и секогаш што правете го да биде отворен разговор меѓу вас. Не само еднонасочно кажување на работите кои биле добри или лоши, секогаш правете го тоа да биде разговор. За крај, ако сакате да бидете добар ментор, мора да вложите дел од вашето време во луѓето, мора да бидете трпеливи и секогаш водете ги луѓето околу вас преку примери.
Благодарам.